Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги слушатели, поздрав од студиото на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата нова сезона, нова емисија, што ќе оди во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова дневна емисија нарековме Извор на надеж. Бидејќи надежта, како што рекол некој, последна умира. Меѓутоа, може да споменеме дека изворот представува и еден нов почеток, чистота, постојаност. Надежта е внатрешна сила што не движи напред дури кога ни е најтешко. Која ќе ги споиме тие два збора, извор на надеж, тоа значи место, личност, мисла или вера што не инспирира да не се откажеме. Би сакал пред да одиме на нашите содржини што ги приготвивме за вас, да ви напоменам дека во секоја емисија ќе имаме молитвата Татко наш, потоа ќе имаме одбрани христијански песни, читање од Библијата, посебни избрани текстови од Светото писмо, кратка духовна порака, повторно ќе имаме песни, ќе имате можност да ја погледнете и слушнете пораката на дописната библиска школа, така да тоа во главном ќе бидат точките што ќе ги имитуваме во нашите емисии, односно во нашата програма во наредниот период. Одиме сега да ја слушнеме молитвата Татко наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.
Реката и дрвото на животот. Заедницата на блажените со Бога. Сериозни совети и опомени. Крај. Глава 22. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекуваше од престолот на Бога и на Агнецот. Среде главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати давајќи плод секој месец, а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на Агнецот ќе биде во градот. Неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе им биде на челата нивни. И ноќ нема да има таму и не ќе имаат потреба од светило, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог ќе ги осветлува и ќе царуваат во веки веков. И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот кој што ми го покажа ова. Но тој ми рече: стој, немој оти сум и јас слуга како ти, и браќата твои, пророци, и оние што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиско. Кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е осквернет, нека се осквернува уште, и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува уште. И еве, ќе дојдам скоро, и од платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. А надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убијците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда деница. И духот и невестата велат: дојди. И кој чуе, нека каже: дојди. И кој е жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе од водата на животот дарум. И јас му сведочам на секого кој што ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне поразии напишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му одземе дел од книгата на животот и од светиот град и од ода што е напишано во оваа книга. Зборува оној што го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господи Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин. Putnik sam tu u zemlji suza, lutanju mom dolazi kraj, bola gde nema i nema smrti. Ja žurim sad u divan grad, moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca sve.
dok sam još tu u kući tuge. Sav život moj pola je put i zato sada sa čežnjom čekam dolaska sjaj, taj divan dan. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Со вера низ животот. Причуениот виенски лекар и професор Карл Јунг еднаш рекол: заменувајќи ја верата во Бога со материјална сигурност, со општа благосостојба и со хуманизам, современиот човек увидува дека стигнал во безизлезна положба. На еден свој вознемирен и обесхрабрен пациент му рекол: вие боледувате од недостаток на вера во Бога и во едниот живот. Но докторе, се изненадел пациентот, дали вие навистина мислите дека христијанското учење е точно? Професорот одговорил: тоа нека ви го каже Библијата. Јас сум лекар, а не свештеник. Единствено што можам да ви кажам јас е дека тоа ќе оздравите ако ја обновите својата вера. Ако не го сторите тоа, вие сте загубен. Скоро 2000 години пред Јунг, почитувани пријатели, Исус рекол: имајте вера во Бога, Марко 11:23. Меѓутоа, вистинската вера во Бога значи многу повеќе од едноставно признавање дека Бог постои. Што би мислиле за својот пријател кој на вашето прашање дали ви верува би ви рекол: секако верувам дека ти постоиш. Основа на верата е вистината и знаењето, но верата во Бога не спаѓа само во подрачјето на разумот. Човекот од вистинска вера му се предава на Бога, не само со разумот, туку и со срцето. Верата не е некоја замена за вистинското сознание, туку напротив, негов неразделен дел. Но ако верата ја сметаме само за некој вид сознание, тогаш таква вера би можел да има и најтврдиот неверник. Во таква смисла, Библијата кажува дека и злите духови веруваат и треперат. Јаков 2:19. Па сепак злите духови, демоните остануваат онакви какви што се. Нивното знаење за Бога не можеме да го наречеме вера. Чудно е, но точно е дека верникот не мора да биде истовремено и човек од вера, ако одбива да живее онака како што верува. За таквите верници Исус рекол: и зошто ми велите Господи, Господи, а не го извршувате она што ви го кажувам? Лука 6:46. За да се установи разликата меѓу вистинската и лажната вера во Бога, потребно е грижливо истражување. Иако вистинската вера неразделно е поврзана со сознанието, сепак тоа не може да ја замени верата, како што не можат да го сторат тоа ниту чувствата. Иако чувствата се поврзани со верата, самото изначување на верата со чувствата значи да се обезвреди верата. Кога верата би можела да се изедначи со чувствата, тогаш таа би можела да се создаде со помош на таблетки што влијаат врз нашето расположение. Тогаш верувањето во текот на денот би се менувало како барометерски притисок и во
и би зависело од пријателството или непријателството или ставот на нашите ближни. Верата во Бога ни донесува мир, не врз основа на оно што го чувствуваме, туку врз основа на оно што го веруваме. Оправдани преку верата имаме мир со Бога, вели апостол Павле во Римјаните 5:1. Како што гледаме, знаењето и чувствата можат погрешно да се наречат вера, но исто така некој може верата да ја смета за волшебно стапче што ги присилува небесните сили да извршуваат некои негови лични себични барања. За жал, почитувани, некои имаат вакво погрешно сваќање за верата затоа што површно ја читаат Библијата. Особено извештајот што го дава евангелистот Марко за еден настан од Христовиот живот. Кога се исушила неродната смоква затоа што Христос изговорил неколку збора и кога учениците му се восхитувале на Исуса поради тоа чудо, Исус им рекол: имајте вера во Бога. Оти навистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Зато ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе биде така. Марко 11, 22-24. Учениците поголемо внимание ја обраќале на исушената смоква отколку на пуката што требало да ја научат. Исус го пренасочил нивното внимание од смоквата кон она што може да го постигне вистинската вера. Секако, драги пријатели, Исус никогаш не ги поместувал планините, ниту пак очекувал тоа да го сторат неговите ученици. Тој зборувал во преносно значење, мислејќи на неволите и тешкотиите што можат да се издигнат како планини. Голем дел од современиот религиски свет напнато очекува да види чуда, погрешно мислејќи дека само чудата се доказ на вистинската вера. Меѓутоа, верата не е магична ламба за создавање волшебства. Всушност, верата е најреална кога ќе стане дел на животот и кога не се случува никакво чудо. Некој може да каже: сакам да верувам и да живеам според моје лично уверување. Но верата не може да биде израз на нечија волја, нешто да верува, а нешто да не верува. Ако веруваме во оно што го сакаме, не осврнувајќи се на доказите во Библијата, тогаш таа вера е израз на нашата лична одлука, но тоа не е вера за која зборува Библијата. Вистинската вера не се потпира врз себе, туку врз Божјата реч. Сигурноста на вистинската вера произлегува од сигурноста во Божјата вистина, а не во себе или во други. Вистинската вера е библиската вера и таа подразбира предавање на целиот човек на Бога според примерот на Исуса Христа. Верата значи доверба исто толку колку и верувањето. Еден човек од вера моја доверува на Бога својата душа и своето срце, своите мисли и патишта, целото свое суштество. Кога Исус рекол: мојата храна е да исполнувам волјата на оној кој ме пратил, да го извршувам неговото дело, тоа била вистинска вера. Јован 4:34. Кога на центрионот од Капернаум му се разборил слугата, тој му се обратил на Исуса со зборовите: ги прати при него старешините јудејски, молејќи го да дојде и да го излекува слугата негов. И тргна Исус со нив. А кога беа веќе близу до куќата, стотникот ги прати пријателите своји при него, говорејќи: Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Затоа и сам себе не се најдов достоен да дојдам при тебе, туку кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Оти јас сум човек подвластен, а имам и подчинити војници, па кога ќе му речам на еден од нив: оди, и тој оди, на другиот дојди, и тој доаѓа. И на слугата свој: направи го тоа, и тој го прави. Штом го чу тоа, Исус се зачуди, кога се заврете кон народот што врвеше по него, рече: ви велам, ни во Израелот не најдов толку голема вера. Испратените, кога се вратија, го најдоа болниот слуга здрав. Тоа била вера, почитувани. Кога Тома ги повикал другите ученици: ако е потребно да умрат за Христа, кажувајќи ги следниве зборови: да отидеме и ние да умреме со него. Јован 11:16. Тоа било вера. Кога
врзаниот Петар им одговорил на своите суди, повеќе треба на Бога да му се покоруваме отколку на луѓето, исто така тоа била вистинска вера. Верата е доверба и преданост, потполна посветеност на целиот живот. Верата е верување наспроти последиците, а не наспроти разумот. Таа не води од мракот во светлина, по пат на кој ни кажува разумот. Кога разумот ќе стигне до своите крајни граници, верата може да ја свати стварноста што е над разумот. Верата е мост од разумот до Бога, кој единствено го знае вистинското значење и целта на живот, зашто тој е зачетникот и довршителот, вели апостол Павле. Секако, понатаму, драги пријатели, може да кажеме се што ни е потребно. Тоа е едноставна вера во Божите ветувања. Послушайте ги уште сега Христовите зборови. Верувајте во Бога и тој ќе ве води од овој во вечен живот. Ptica
После ова убава христијанска песна, почитувани гледачи, сакам да ви ја понудам дописната библиска школа. Тоа е, значи, допишување преку интернет, да ја полесно откриете вистината која се наоѓа во Библијата. Значи, во наредните неколку секунди или минута ќе ја видиме рекламата на дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, емисија или програма која емитуваме на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Пред да се одјавиме, би сакал да ви ја понудам, да ви ја покажам Библијата или Светото писмо, книга над книгите. Значи, бесплатна книга, бесплатно Свето писмо. Сите вие кои ја немате оваа света книга, пишете ни на нашата адреса, што ќе ја видите долу на самиот екран, или јавите се на нашиот телефон, а ние бесплатно ќе ви ја испратиме. Еве, дојдовме до самиот крај, како што реков, на ова наша емисија. Би сакал да ви се заблагодарам, почитувани гледачи, што бевте денеска со нас. Ви закажувам нова средба во четврток, односно во вторник следниот, со почеток во 9 часот. Значи, секој вторник и четврток побарајте ја ова наша емисија на Facebook страната на Адвентистичко радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта, односно Адвентистичко радио Глас на надежта. И посакувам секој добро од Господа, бидете ведри, имајте надеж во вашите срца и се гледаме повторно во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.